Суат во анализите што ги правите, дали имате податоци за тоа колку ромските заедници добиваат државна поддршка за културни проекти, промовирање на културата, дали тие се системски финансирани? И, например, во услови кога системот е бавен и не заинтересиран, дали гледате простор за нова генерација на ромски уметници и активисти да се организираат самостојно преку заеднички проекти или иницијативи и платформи? Реално, мислам дека Џабир и Алмиран многу убаво тоа го кажа. Нема да се повторувам, накратко би било. Знаете како, трошките што ќе останат, ајде да видиме некого да задоволиме ако се гласачи наши. Зборувам за Министерство за култура, општо ако збориме за институциите, се гледа само на правична застапеност и тоа е, како да ви кажам, рак рана на нашето општество што уште не сакаме да се спасиме од тоа. И тоа ни прави многу голем проблем и ние знаеме за тоа, но сепак го оставаме да постои. И тоа е долга приказна. Во кратки црти, да, постои нешто што е навистина смешна сума, која што се дава за фолклор, за песна, за што и јас немам ништо против, тоа е одлично. Но знаете, често се среќавам посебно со уметници, со луѓе кои што се дел од, да речам, културната фела, повеќе од мене, и кога разговараме посебно за оваа тема, знаете, дури и уметниците, да речам, се демотивираат да аплицираат во Министерството за култура затоа што знаат што ќе се деси. Што воопшто се случува. Ако си аплицирал за, да речеме, буџет од 180-200 илјади динари, ќе добиеш 10 илјади динари, 15, колку само да биде дадено. Министерството ја поддржува културата на другите, да речем, на ромите. Веќе знаат, се помалку се мотивирани да аплицираат, се помалку имаат интерес да творат во рамките на државата како систем, како апарат. За некоја жал, а до негде и среќа, постојат социјалните медиуми и се повеќе гледам тренд на млади уметници кои што ги користат социјалните платформи, медиумите, да речам, социјалните медиуми, за да го покажат тоа што навистина го прават, го работат, го творат. Жално е тоа што се сведува на лајкови, на views, на некаков придонес од YouTube, од не знам, некоја друга платформа. Се сведува на бројката што те прави вирален, па за да можеш да вратиш нешто назад, па да кажеш еве јас заработив за мојот перформанс, за моето творештво. Тоа е жалниот дел, но среќниот дел е што имаат простор тоа да го прават. Што не мора да чекаат некој да ги валидира или да ги демотивира во случајов, дали да творат понатаму или не. Ромалитико како институт, можам да кажам, барем во изминатите 7 години, 8, ги поддржува луѓето кои што се во културата, некогаш повеќе, некогаш помалку, тоа не е директно зависи од нас, да речем, но секогаш наоѓаме начин тоа да го направиме. Видете, културата како општествено, како поим кој што постои во општеството, прво сметам дека стигнавме до ниво каде што недоволно ја разбираме културата, посебно на немноземските заедници.
станавме општество кое што многу повеќе го интересира некој естраден уметник и неговиот скандал, отколку, не знам, прост пример би зел, Ајгара бенд, кој што е еден од првите бендови на хумор, на ромски хумор, кој што постои, верувам, повеќе од 20 на 25 години, го прави последниот перформанс. Значи, оди во пензија. Тоа, за мене, например, лично, е прекрасен момент. Тоа е, како што, нели, велат, барем во театар, знам сигурно, за тоа треба standing ovation. Тоа е нешто што секој би сакал да го види. Но, за жал, повеќе не интересира естрадниот уметник каква афера има, отколку да одиме на тој настан. Се помалку не интересира културата како феномен, да речем, се помалку не интересира тоа, поради серија услови кои што ги диктираат трендовите во денешницата. Се повеќе не интересираат интриги, се повеќе не интересираат афери и политика, би рекол, затоа што отруени сме. Значи, немам по-мил збор да кажам, навистина сме отруени затоа што постои друг свет, како што кажа и Џавер. Значи, мора малку да се отвориме, за да видиме што се случува и кај останатите, и кај другите, да видиме и во другите држави што се случува, да земеме некој добар пример, да модификуваме некој пример. Знаете, културата на немнозинските заедници во државата е едно богатство кое што државата се уште не го разбира. Сметам дека тоа е сериозен проблем, затоа што тој потенцијал што го има од немнозинските заедници, ако го искористеше, не зборувам само за институциите персе државата, туку генерално зборувам за сите. Ако почнеа институциите да сваќаат дека немнозинските заедници имаат потреби за експресирање, за покажување, за нешто што тоа е дел од македонската историја, дел од македонската култура, се уште сме во едно такво општество каде што нас тоа и да го слушнеме немаме интерес за тоа. Едноставно сме во ситуација каде што треба да аплаудираме ако некој политичар ни го честита 8 април како светски ден на ромите, леле, колку добар политичар е овој што ни го честиташе, па дури и на ромски јазик ни го честиташе, вау, колку е добар овој политичар. Се сведуваме на такви минимални популистички ситуации каде што дури и да ни го честитаат денот на ромите на ромски, ние паѓаме во несвест колку е тоа добро, колку овој човек има разбирање за нас и колку е тоа вау, колку мислам дека се уште тлее тој пак би рекол социјален феномен каде што ние другите во случајов многу не радува ако некој од мнозинство или некој од другата етничка заедница знае за наш ден, знае за наш обичај, знае за наша култура. Тоа се уште нас не... Тоа треба да е по дефолт. Тоа треба да е прифатливо и отворено за сите. Треба сите тоа да го знаат. Тоа не е квантна физика. Тоа е нешто што секој ден постои. Само што ние дали не сакаме тоа да го гледаме или сме одлучиле да не интересира. Не можам да заклучам на крајот.